Благодарам. Почитувана јавност, почитуван технички премиере, со оваа постапка денеска всушност покажавте дека не ја водите техничката влада како што треба, дека се водите само од причини за реваншизам и од мотото кој не игра по нотите на Дуи ќе го нема. Дали ќе биде функционална техничката влада, на самиот старт покажавте дека нема да биде. И овде се потврдува тезата дека техничката влада не го оправдува своето постоење, нешто за што ви укажувавме пред да биде конституирана. Само плюс финансии, замислете, граѓански пари кои што се трошат за вашите меѓупартиски борби и препукувања. Не е фер према граѓаните. Со овие постапки не се оправдува единствената цел на постоењето на техничката влада, а тоа е организирање на фер и демократски избори. Вие не сакате фер и демократски избори, бидејќи знаете дека ќе изгубите. Па еве, на пример, во изборна единица 2, вие разбирам фрустрацијата затоа што ќе изгубите најмалце 2:1 и нормално да не му е седно ниту на Мартин Костовски, ниту на Лидија Тасевска, ниту на Арбер Адеми кој што не е овде, ниту на Оливер Спасовски во изборна единица 2, затоа што ќе изгубите 2:1, а на одредени места и повеќе. Вие разбирам фрустрацијата, ама да оставите државата во заложништво и да не организирате фер и демократски избори воопшто не е фер. Вие се водите само од принципот раздели па влади. Така беше со БЕСА, така беше со Алтернатива, сега со Алијансата за албанците. Утре ќе треба да се пресметате на крајот со самите себе и на крајот да се уништите самите себе, затоа што тоа ви е предодредено. Знаете зашто? Што постои една народна. Кој копа гроб на другиот, паѓа на крајот самиот во него. Барем, имајте доблест и честен однос кон оние што ве гласале. Објаснете им дека ја претеравте, дека ги запустивте од крадење, дека не водевте грижа за нив. Кажете им дека ви беше гајле само за својот джеп и само за елитата од вашата партија. И ова ви е порака, не од мене лично само. Од албанците, кои што се мои познаници и пријатели, од албанците кои што доаѓаат во мојот дом, на мојата врата, од албанците на кои што вие не бевте достапни, затоа што не можеа да ниту да ве добијат на телефон. Ова го пренесувам како порака од тие мои пријатели. Тие истите кои што, како што кажав, не можеа да стигнат до вас, бидејќи за обичниот граѓанин не бевте достапни. За кадровите предлози, решенија, бидејќи не ги познавам, не би коментирала, само морам да истакнам дека нивното представување од страна на техничкиот премиер, кој сметаше дека па и нема потреба од нивно представување подетално, бидејќи посебно од Полошкиот регион, луѓето, граѓаните поминале кај него на инфективна клиника, како што кажав, не го познавам, ја не сум поминала кај него на инфективната клиника, но што останува со останатиот дел од Македонија покрај Полошкиот регион? Значи, поголем дел од граѓаните не го познаваат Илир Демири и со ова сметам дека во старт фрливте една дамка врз него, затоа што не му ја објаснивте подетално биографијата, не го представивте во добро светло за да може да поверуваат граѓаните дека зошто ќе се изгласат овие министри, или можеби пак намерно го направивте тоа. За другиот кандидат, Наим Бајрами, рековте дека е млад човек, па да му се даде шанса да учи на министерска функција и сметам дека и на него фрливте дамка и не сите млади луѓе ја имаа истата шанса во државата да учат, да речем, на големи функции, а патем на тој начин се урни со системот во државата, зашто сметам дека можеби имаме вина сите дека недоволно квалификувани кадри или ставањето на прави луѓе на прави места се урни со системот затоа што не се водевме од тој принцип. Значи, не сите млади луѓе имаат истата таа шанса како Наим Бајрами и затоа младите си заминуваат од државата, не можејќи да ги гледаат неправдите, елитизмот, клиентелизмот, непрофесионализмот. Пустош направивте од државата. Последниот попис ви покажа дека во Македонија има цели испразнети 214 населени места. Па лицемерно
почнавте ќе носите нова стратегија за демографија и така натаму. Да ве прашам, од мртов човек можете да воскреснете и да биде жив човек? Не може. Тие 214 населени места кои што се опустошени, не можете ни луѓето да ги вратите, а не да ги оживеете. Дали можеби за една недела пак некој од Алијансата за албанците ќе напише можеби Facebook статус и повторно можеби ќе бидат во опозиција, повторно ќе има разрешување и назначување на нови министри и ќе поминат студена техничка влада. Можеби е таа целта да се пренасочи, да се дефокусира јавноста, затоа што знаете како ќе изгубите на следните избори. И навистина, од вчера наваму се изначитав дека за состојбата со личните карти со пасошите е виновно ВМРО, ДПМН и така натаму, па да ве прашам, еве ќе опрашам господинот Милетарски, од кој што очекував кога стана на реплика на колегата Здравко Трајанов да објасни за нивниот министер Оливер Спасовски, зашто не распишал тендер за набавување на образци за лични карти и пасоши. Дозволивте да ги заглавите граѓаните во својата држава да не може да си остварат никакво право ни на користење на здравство, ни на вршење на своите работни обврски. Буквално колапс на државата предизвикавте и немате доблест да признаете дека имате вина. Дека вашиот министер Оливер Спасовски од изборна единица 2, кој што душата му се тресе дека ќе изгуби катастрофално од нас, да си го оправдате дека има вина. И кога избиравме републички јавен обвинител, ви кажав дека човекот се води од принципот одговорност за сите криминали и корупција. Ви кажав да почне од прв до последен ред и во собранието и во владата. Во овој дел. Така да сметам дека одговорност треба да има, ама одговорност може да има само во правна држава. Не во дерогиран систем правен кој што воопшто не стана правен откако дојдовте на власт, а така ветувавте. И мислам дека е многу лицемерно да создавате проблем, да не го решите и откако укажа нашиот министер за внатрешни работи вчера, се поттепавте да поднесете закон и демек многу се грижите ќе го решите проблемот што со години не го решивте наназад. Лицемерно е. А одговор на лицемерието се следните избори. Благодарам.